Половина за мене, половина за пчелите е култната реплика на Хатидже Муратова од македонскиот филм Медена земја, кој беше номиниран за Оскар. Ова е едноставна, но длабока мисла не натера да се запрашаме. Што ако навистина исчезнат пчелите? Медот е исклучително вкусен и е една од ретките благи здрави работи, барем во оние разумни количини. Ова благо, исклучително важно за човекот, не би постоело без малите вредни пчели. Алберт Ајнштајн вели: ако исчезнат пчелите, на човекот како вид нема да му преостанат повеќе од 4 години живот. Како е можно нашата екзистенција да зависи од еден толку мал инсект? На светот постојат околу 20.000 видови пчели и речиси сите извршуваат истата работа за нас и нашето обкружување, а тоа е опрашувањето на растенијата. Размножувањето на повеќе од 80% на цветните растенија зависи од нивното опрашување и без тоа иднината на растителниот и животинскиот свет би била максимално загрозена, а ние би морале да се откажеме од речиси третина од храната. Од година во година пчелите ги има се помалку, поради пестицидите, сушите, загадувањето на околината, како и климатските промени. Без нив нашите животи значително би можеле да се променат, почнувајќи од малите дневни рутини до прашања од глобални размери. Значителни последици први би почувствувале земјоделците поради големите губитоци на приходите, што би се одразило и врз светската економија. Ние не би го имале медот, а исчезнувањето на пчелите би предизвикало масивно умирање на животните, првенствено тревопасните. Можете ли да го замислите денот без чај или кафе? Ако ги нема пчелите, нема повеќе да ги имаме ниту нашите омилени напитоци. Од друга страна, посиромашната исхрана по избор и нутритивните вредности во главно би се сведувала на житарки. Многу рафтови во продавниците ќе бидат празни и наместо корпа со многу разновидна храна ќе имаме производи кои се речиси без боја, а некој нема ниту да ги има повеќе. Заборавете го шеќерот и сончогледовото масло, па и овошните салати и портокали, јагодите, лимонот, лубеницата, сливите, крушите, црешите и вишните, како и зеленчукот, доматот, морковот, краставиците и останатото. Ќе бидеме приморани да носиме синтетичка облека, бидејќи без пчелите остануваме и без памук. Исчезнат природните убавини, но и биодиверзитетот на живиот свет во шумите и ливадите. И ете, во само неполни 2 минути ја потврдивме Ајнштајновата теорија. Затоа да ги чуваме нашите мали вредни пчели, не само за да уживаме во медот, туку и за да живееме.